Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести. Предвремени парламентарни избори 2016. Ќе се прегласува во ТРЦ во избирачкото место 2011. Избирачите и Општинската изборна комисија очекуваат мирен изборен ден. ТРЦ стана центарот на изборните случувања во Македонија. Прегласувањето во избирачкото место 2011 во основното училиште Кирил Печиновик во село, каде има запишано 714 гласачи, ќе одлучи за крајниот резултат од предвремените парламентарни избори, односно дали бројот на мандатите на ВМРО ДПМН и СДСМ ќе остане како што првично соопшти Државната изборна комисија, 51 наспроти 49, или двете партии ќе добијат по 50 пратенички мандати. Го посетивме ТРЦ. Жителите изјавија дека масовно ќе излезат во недела на 25 декември, затоа што, како што велат, нивниот глас ќе одлучува за иднината на Македонија. Дел од нив нема да гласаат, не ги интересира политика. Има зашто, види, 37 години стаж имам, со 2 денари од џеб сум. Дали ќе има поголема излезност? Сигурно ќе има, 100% ќе има. Ќе гласаме. Дали очекувате можеби во недела ново прегласување да излезат помасовно граѓаните на ТРЦ отколку нели на 11 декември? Ја мислам дека ќе излезат. Ќе излезат. Сака се спаса од некого. Ќе биде нешто. Ќе гласат и тоа е. Очекувате излезноста да биде поголема? Да, ќе биде. Симулацијата на целата 6 изборна единица покажува дека разликата меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ е само 307 гласа во корист на ВМРО ДПМН. На избирачкото место 2011 за ВМРО ДПМН гласале 91 гласач, за СДСМ 87, за Движењето Беса гласале 65 избирачи, за ДПА 64, за ДУИ 53, за Алијансата на албанците 25 и по некој глас добили и помалите партии. Односно ново избирачко место своето право на глас го оствариле 404 лица, 310 не излегле да гласаат. Од Општинската изборна комисија очекуваат мирен изборен ден на 25 декември. Одзивот ново избирачко место на 11 декември беше 56%. Од 714 гласачи тогаш гласале 404. 387 важечки и 17 неважечки гласачки ливчиња тогаш имаше. Каков изборен ден очекувате сега? Изборен ден очекуваме добро да биде, се во најдобар ред да биде. По вчерашната одлука за прегласување на избирачкото место 2011, дел од партиите го посетија ТРЦ да побараат глас повеќе. Граѓаните на Македонија го одбраа животот. Во Македонија го враќаме животот. ТРЦ има таа чест да ја запечати победата на граѓанска демократска Македонија. Граѓаните во ТРЦ, како и граѓаните во цела Македонија, одбираат Европска Македонија. И овдека во ТРЦ граѓаните заслужуваат да имаат и водовод и канализација, како секаде во современиот свет во 21. век. Токму затоа овдека истакнуваме. Секој е важен. Секој човек во Република Македонија е важен. Приоритетите на новата демократска влада на Република Македонија се токму потребите на граѓаните на Република Македонија. Во ТРЦ победува Македонија. Благодарам, повелете со прашање. ВМРО ДПМН истакна дека нема да учествуваат на ова гласање. Како коментирате за тоа? Груевски рекол, Груевски порекол, сите информации кажуваат дека уште во текот на вчерашниот ден активистите на ВМРО ДПМН се на терен, одат по куќи, веќе имаат набавено списоци со приматели на социјална помош, продолжуваат и понатаму со нивните подли политики на разор, на делба, на уценување на граѓаните. Токму заради тоа велиме во Македонија конечно мора да владее слободата, во Македонија конечно граѓаните треба да бидат оставени сами, самостојно, без уцени, без закани, без притисоци, да одлучуваат на кого ќе дадат својот глас. Македонија веќе избра победа. ТРЦ само ќе ја запечати таа победа и таа промена. Гласањето во избирачкото место 2011 во ТРЦ се поништи по вчерашната одлука на Управниот суд. Мнозинството гласови од судскиот совет одлучи дека е недозволиво да недостасува доверлив материјал, како што е записникот број 15, а да не се направи записник иако избирачкиот одбор ја известил Општинската комисија дека откоченото е откинато гласачко ливче заедно со серискиот број. Предвремени парламентарни избори 2016.
Родителите испаничени од појава на цревни паразити меѓу деца во Гостивар. Лекарите смируваат. Потенцираат дека не станува збор за голема бројка на заразени деца, а за превентива препорачуваат подигнување на нивото на лична хигиена. По појавата на цревни паразити кај неколку ученици во основното училиште Гоце Делчев во Гостивар, што предизвика паника кај родителите, лекарите смируваат. Не се работи за епидемија и нема ширење во поголеми размери. Во микробиолошкото одделение од над 200 испитани примероци, ниту еден не бил позитивен на детски глисти. Во приватни лаборатории се покажало присуство на паразити кај 20 на деца. Во микробиолошката лабораторија во Гостивар при Центарот за јавно здравје Тетово за 5 до 6 дена беа испитани повеќе од 200 ученици и кај нив не беше, кај ниедно од тие деца не беше изолирана детска глиста. Директорот не информира дека од други лаборатории имаат позитивен наод кај 20 ученици, што секако не е бројка која што треба да не загрижува или да се шират гласини дека се работи за некаква епидемија нова цревна зараза, затоа што појавата на детските глисти кај учениците е чест проблем и честа појава пред се кај на возраста помеѓу 2 и 10 години, односно кај децата од прешколската возраст и од раната школска возраст. Она што до сега е направено, значи осем тие неколку случаеви кои што и на самиот почеток беа детектирани, значи немаме индици дека има проширување. Од страна на училиштето се превземени, значи сите мерки, едукација на наставниот кадар, едукација на самите ученици, затоа што клучот за да не дојде до проширување е подигнувањето на свеста за личната хигиена кај учениците. Апелираме и до родителите, значи совесно нека си направат превентивно испитување на учениците. Присуството на цревни паразити во детска возраст не е нешто ново и непознато, велат лекарите. Советуваат дека во превентивата најважно е подигнување на нивото на лична хигиена. Најважната превентивна мерка е миењето на рацете. Значи, миењето на рацете треба да биде темелно, со вода и сапун, најмалку 15 до 20 секунди. Понатаму, во недостиг на вода и сапун, влажни марамчиња може да помогнат. Децата секогаш треба да ги мијат рацете по користење на тоалет, при земање на било кој вид на храна, понатаму после играње, после враќање од училиште и во сите оние секојдневни случувања кога со рацете се допира околината, каде може да има јајца од овие цревни паразити и преку рацете да се внесе оваа инфекција, затоа што оваа инфекција е орална инфекција, се внесува преку уста. Епидемиолозите објаснуваат дека во најголем број од случаите детските глисти не предизвикуваат здравствени проблеми. Во одредени случаи може да се јават непријатни тегоби, интензивно чешање, болки и грчеви во стомакот и губење на апетит. Нивната препорака е децата кај кои лабораториски е потврдено присуство на паразити и примаат терапија да бидат изолирани, односно да не посетуваат училиште или градинка. Денеска во земјава календарски започнува зимата. Првиот ден беше сончев и студен. Снегот ќе го почекаме. Иако денес календарски започнува зимата, сепак наместо снежен имавме сончев ден. Слично време не очекува и во наредните денови. Според прогнозите на метеоролозите, под влијание на поле на висок воздушен притисок и стабилна воздушна маса, и понатаму ќе имаме стабилно и суво време. Температурите ќе бидат во благ пораст, а на снегот ќе почекаме уште малку. Времето и понатаму во Македонија останува под влијание на поле на висок воздушен притисок и стабилна и сува воздушна маса, така да позначителни промени во временската состојба нема да има ни во текот на следните денови. Денес ќе се задржи претежно сончево со слаб до умерен ветер претежно од северен и од североисточен правец, а максималната температура во Македонија ќе биде помеѓу 3 и 10 степени, во полошкиот регион околу 5 степени. Слично ќе биде и во текот на утрешниот ден. Претежно сончево, во западните делови попладне со појава на мала до умерена локална облачност,
Ќе дува и утре слаб до умерен ветер претежно од северен правец. Во полошкиот регион остинската температура ќе биде околу -5 степен, а максималната во благо покачување и ќе достигне до 7 степен. И понатаму времето, како што кажав, ќе биде стабилно. Ќе дува и во следните 2 дена слаб до умерен северен ветер, а потоа неговата брзина за време на викендот ќе се намалува, а од недела ќе имаме и известно зголемување на облачноста, односно ќе има појава на мала на облачност во целата земја. Температурите утринските нема значително да се менуваат, со мали варијации, меѓутоа дневните ќе бележат сосема благо покачување, па така веќе во недела во Македонија се очекува тие да бидат помеѓу 7 и 13 степени, а во полошкиот регион некаде околу 9 степени. Ваквите временски услови ќе се задржат некаде до средината на следната недела, кога според сегашните анализи може да се очекува да има продор на доста постудена воздушна маса од север, која што ќе носи и известна влага со себе, па така да можни се и повремени слаби врнежи од дожд и снег, меѓутоа повеќе овој продор е бил изразен со засилен северен ветер и повторно известно опаѓање на температурата. Меѓутоа, ја следиме временската состојба и навреме ќе ви информираме. Инаку денес во 11 часот и 44 минути на северната полутопка започна зимата, а на јужната започна летото. Воедно денес на северната полутопка ќе биде најкраток ден во годината, краткоденица, а на јужната полутопка ќе биде најдолгиот ден. Веќе од утре ноќите ќе почнат да се скратуваат за по околу 2 до 3 минути, а за сметка на тоа ќе се зголемуваат деновите, и тоа до 22 јуни 2017 година. Според среднорочните прогнози на повеќе метеоцентри, оваа зима на Балканот и во Македонија ќе биде малку постудена и посушна од просекот за нашите подрачја. Нешто пообилни врнежи од снег се очекуваат во месеците јануари и февруари, а ниски температури ќе има речиси до крајот на март. Причина се очекуваните спуштања на ладен арктички воздух и намалената сончева активност во овој период. Зимата астрономски ќе заврши на 20 март 2017 година во 12 часот и 29 минути за време на пролетната рамноденица и во тој момент ќе започне пролетта. Разбојништво, сообраќајна незгода, како и приведување на лице осудено на затворска казна се само дел од случувањата кои ги бележи Савара Тетова. 27-годишен гостиварец вчера вечер околу 23 часот пријавил разбојништво што врз него го извршиле 2 лица од Република Албанија, од кои едното го познавал, а кои претходно престојувале во неговиот угостителски објект во Гостивар. Двете лица побарале со возило БМВ со гостиварски таблици собственост на пријавителот, тој да ги превезе до Равен. Но кога тргнале натаму се предомислиле и му рекле да ја смени насоката, односно да се упати кон Дунскиот мост на Вардар. Во близина на стариот рибник застанали, двајцата албански државјани излегле надвор, наводно бидејќи изгубиле некаков клуч, а истото го сторил и пријавителот за да им помогне. Тогаш двајцата се нафрлиле на него, почнале да го удираат и откако го совладале, од панталоните му одзеле 150 евра и 2800 денари во разнија поени, пошто го пуштиле и трчајќи избегале во непозната насока. Се преземаат интензивни мерки и активности за пронаоѓање на двајцата напаѓачи и за целосно расветлување на сите поединости поврзани со пријавеното разбојништво. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица Гостивар, вчера попладне околу 17 часот и 30 минути привеле 54 годишникот Здуње, осуден на 3 годишна затворска казна за недозволена изработка, држање и тргување со оружје или распрскувачки материи. По приведувањето реализирано со судска наредба и кусото задржување, лицето е предадено во КПУ Идризово за издржување на казната. 39 годишникот Гостиварски Добридол ноќеска околу 1 часот и 20 минути пријавил дека помеѓу 21 и 1 часот по полноќ за сега непознати сторители одзеле патничко возило Peugeot Biper Комбе со гостиварски регистарски таблици, собственост на неговиот брат. Возилото било паркирано во дворот од куќата, кој не било безбеден со врата, не било заклучено, а клучевите биле оставени во брава. Вкупната материјална штета што ја причиниле со одземањето на возилото се проценува на 300.000 денари. Се работи на откривање на сторителите и на пронаоѓање на возилото.
19 годишник од гостиварската населба Питарница вчера вечер околу 19 часот и 20 минути пријавил дека движејќи се по улицата Бранко Станоевиќ во Гостивар со своето возило Голф со гостиварски таблици од засега непознати причини возилото се само запалило во предниот дел, односно моторот. Се обидел да го изгасне огнот, но откако не успеал, повикал пожарникари кои за кусо време го локализирале пожарот. Причинетата штета во овој пожар се проценува на 100.000 денари. Извршен увид и се утврдува причината за самозапалувањето на возилото. Вчера околу 11 часот и 20 минути на крстосница на улиците Линденска и 166 во Тетово се случила сообраќајна незгода во која учествувале две патнички возила, Голф 3 со тетовски таблици управуван од 49 годишникот Мала Речица и Голф 6 исто така со тетовски таблици што го управувал 52 годишен тетовец. Двајцата возачи со патникот од Голфот 6, 56 годишен тетовец, со друго возило пренесени се во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштени се на домашно лекување, додека со патникот е задржан за натамошна обсервација. Извршен увид и се утврдува причината за несреќата. Првично причина е непочитување првенство на минување, а вкупната материјална штета се проценува на 200.000 денари. Музичко-сценската манифестација и тетовските глумци ПОА во сабота по трет пат ја подгрева предновогодишната атмосфера на Тетовци. Настанот ќе се одржи во Центарот за култура Илјоантевски смок, а почетокот е закажан за 20 часот. На 24 декември оваа година, значи 2 дена порано од восстановениот 26 декември, ќе се случи третото издание на Тетовските глумци ПОА. Оваа година манифестацијата ИТГП 3 е тотално различна од првенствениот концепт на Тетовските глумци ПОА, значи она класичното стендап комедија, одличната стендап комедија. Овој пат на Тетовци ќе им ветиме малку повеќе театар во склоп на Тетовските глумци пеат. Се тоа сврзано има една хомогена маса на вистински анекдоти извадени од на времето Тетовски новини и Глас Полога. Значи, сето тоа што ќе имат можност да го видат како драмска игра е всушност нешто што навистина се случило годиниве наназад, па можам слободно да кажам пред скоро 80 и нешто години. И ја им ветуjem дека ќе има стварно интересни работи да се вида. Убави песни, браво бенд е заедно и годинава со нас, имамо стварно годинава се потрудивме тие песни што ќе ги испоемо да звуча стварно квалитетно. Мислим дека од година у година смо све поквалитетни, ова малце може посубјективно ќе звучи, ама со оглед дека колку се спремав по овој пат, колку работавме и со стручни луѓе, со професори по музика, кои ни беа као консултанти и луѓе што стварно ни помогнеа да ги направиме песните, за да звуча колку што треба. Сега ние смо глумци, за поење ќе видите колку не бидуе, ама мислим дека оваа година ќе биде најдобро од све, пошто и ние смо по природа перфекционисти, па сакамо од година у година да биде поубаво, све поубаво. Можам само да надополнам дека годинава ние сменели како група по трет пат на оваа манифестација и оваа година е, мислам дека најкомплетно организиран тој дел од наша страна, со тоа што е збогатено со додатни инструменти, додатни пратечки вокали. За самите глумци, јас, од моја гледна точка, можам да кажам дека се одлични. Немаат никаков проблем буквално со песните, сите си се музикални, сите се посветени на тоа што го работат. Имаат избрано одлични песни, мислам дека цела публика ќе ужива во песните, многу се познати. Ваќе што сум облечен у капут не е случајно, пошто гледате дека у Домов на култура е минус 20, а надвор е минус 8, па вие размислите каде е повруќе, каде е поладно, ама еве обеќавам на нашиве тетовчани дека за представата и тетовските глумци ПОА ќе има грејење. И еве со оглед на тоа дека карте ми се скоро више продадени, морам уште еден апел да побрза и да не звона на мобилен, еве, мобилниот ми звони, дека за карте па се јавува људиве, нека дојда у Центарот за култура, нека го потража Али и нека си купа карте. Сдруженијето за култура и уметност Илјоантевски смок традиционално и оваа година ќе приреди новогодишен концерт. Концертот на хорскиот ансамбл ќе се одржи на 22 декември во музичкото училиште во Тетово.
Традиционално и оваа година во пресред на Нова година, Сдруженијето за култура и уметност Илјантески смок од Тетово ќе одржи концерт. На 22 декември во четврток, хорскиот ансамбл ќе овозможи вистинско музичко уживање за сите љубители на хорската музика. Традиционалниот новогодишен концерт ќе биде приреден во салата на Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец во Тетово, со почеток во 20 часот, а влезот ќе биде бесплатен. Инаку од формирањето во далечната 1922 година, Сдруженијето именувано како Бинички, па преку своето преименување во 1947 година се до денес, Сдруженијето за култура и уметност Илјантески смок од Тетово се залага за зачувување и истражување на посебностите на богатото културно и уметничко наследство и неговото поставување на сцена. Низ редовите на ова друштво поминале голем број генерации, кои со своите настапи и успеси во Македонија и надвор од неа дале голем придонес за културата и уметноста во земјава. Федерацијата на планинарски спортови на Македонија информира дека во неделата 18 декември беше одржано традиционалното зимско искачување на највисокиот врв на Шарпланина Титов врв, а пред почетокот на тој настан се случиле два несреќни случаи за кои имаме обврска да известиме јавноста. Го изразуваме нашето задоволство и пофалба за солидарноста и пожртвуваноста што ја покажаа планинарите кои помогнаа во спасувањето на повредените колеги планинари. Исто така сакаме да изразиме нашата благодарност до единиците за специјални задачи при МВР на Република Македонија кои помогнаа во спасувачката акција и покрај отсуството на јасни процедури во вакви случаи. Сакаме да укажеме дека со почитување на процедурите и кодексот на планинарење во зимски услови, ваквите опасни ситуации можеле да се избегнат. Сметаме дека несреќата се случила како резултат на неискуство, незнаење и игнорирање на временските услови. Акциите биле изведени без лиценцирани планинарски водичи, кои се обучени за водење на групи во зимски услови. На тој начин во опасност се доведени животите на сите учесници во искачувањето, се наведува во соопштението. Федерацијата ги осудува неодговорните групи и индивидуалци кои надвор од каква била организирана форма на настани на планина, водат неискусни, неопремени, неедуцирани планинари во опасни услови. Уште 7 месеци таксистите имаат рок да инсталираат фискални апарати со вграден ГПРС уред. Како што соопшти УЈАП, владата го продолжила рокот за воведување на ваков вид фискални апарати. Вршителите на автотакси превоз на патници се ослободуваат од обврската за користење на интегриран автоматски систем за управување до 1 јули 2017 година. Ова значи дека за сите автотакси превозници се продолжува рокот за воведување и регистрација на фискални апарати со вграден ГПРС уред до 1 јули 2017 година, стои во соопштението на УЈАП. Германската полиција трага по тунижанец чии документи беа пронајдени во камионот кој удри во преполн божиќен базар во Берлин, при што уби 12 луѓе, 50 беа повредени. Човекот пристигнал во Германија како бегалец оваа година. Неговите документи вчера биле пронајдени во кабината на камионот. Берлинската полиција првично уапси 23 годишен мигрант од Пакистан, но вчера го ослободи поради тоа што не најде докази кои го поврзуваат со инцидентот. Исламската држава вчера соопшти дека го инспирирала нападот, велејќи дека напаѓачот бил војник на Исламската држава, кој одговорил на повиците за напад врз жителите на земјите од коалицијата предводена од САД, која се бори против Исламската држава во Сирија и во Ирак. Одговорноста за убиството на рускиот амбасадор во Турција Андреј Карлов ја презеде терористичката организација Джеиш ел Фарах, порано позната како фронтот Ал Нусра. Терористичката група ја презеде одговорноста преку писмо кое го објавиле на интернет. Прес-секретарот на председателот на Русија Димитри Песков изјави дека големата пресконференција на Владимир Путин е одложена за 23 декември во врска со опроштевањето со убиениот во Турција руски амбасадор Андреј Карлов. Слично одложување се случува за прв пат откако Путин дава традиционално големи пресконференции и се емитува директно во етерот на најголемите руски телевизии и радија.
Најмалку 31 лица загина, а 70 се повредени во серијата експлозии кои одекнаа на еден од најпознатите мексикански пазари за пиротехника во северно предградие на Мексико Сити. Меѓу повредените има и деца со изгореници кои зафатиле повеќе од 90% од телото. За сега не се знае што е предизвикало првата експлозија на лесно запаливите материи и на големото количество барут во бројните предмети и направи за традиционалните празнични огномети, што се многу популарни кај мексиканците. Експлозиите биле толку силни што зидовите на објектите каде била чувана пиротехниката практично биле стопени од високата температура што при тоа се развила. Во експлозиите се уништени повеќе од 80 станови, како и куќи во околината. Американскиот председател во заминување Барак Обама трајно забрани вадење нафта и плин во големи количини од северните води кои се во сопственост на САД. Обама изјави дека станува збор за регионите на Арктикот и Атлантскиот океан. Но овој чекор се гледа како на обид за заштита на регионот пред заминувањето на Обама во јануари. Приврзаниците на новоизбраниот председател на САД Доналд Трамп тешко можат да ја променат одлуката. Канада исто така се залага за слични мерки за нејзините води на Арктикот. Белата куќа соопшти дека одлуката е силна и одржлива за економијата и екосистемот. Како некои од причините за забрана се наведуваат културните потреби и грижата за дивите животни. Денес имавме сончево време со локална облачност. Утринската температура се движеше од -7 до -1 степен, а дневната од 1 до 8 степени. Утре не очекува студено утро и сончев ден. Утринската температура ќе се движи од -7 до -1 степен, а дневната од 2 до 10 степени. Ги исцрпевме сите информации за ова издание на регионалните вести. Останете и понатаму со нашите програмски содржини. Од мене пријатно.